Голем број на граѓани се жалеа заради тоа што еден мал снег создаде вистински хаос низ Македонија. Беше обвинувана Македонија Пат. Вие сте директор и токму вас ве обвинуваа дека не си ја вршите работата. Добро, Македонија Пат беше обвинувана како и секогаш. Неколку пати кажав, ние сме дежурни 24/7 за сите во услови на сите интервентни ситуации, временски непогоди, овдрани. А кој беше виновен што велите постојано нас не обвинуваат? И на некој начин сме и дежурни виновници. Да, но кој беше виновен за тој хаос што се создаде? Не можеме да бараме виновник, или ако сакам да кажам... Некој одговорност да призема. Да, точно. И граѓаните се во право, ги разбираме и нивниот револт, и нивните очекувања патиштата да се проодни во моментот, одма и сега, меѓутоа исто така и граѓаните треба да ги почитуваат обврските што ги имаат согласно закон за безбедност во сообраќајот, односно за носење на за користење на зимска опрема во возилата, обврска која важи од 15-11 секоја година. Значи граѓаните се виновни? Не можеме да кажеме дека граѓаните се виновни. Па велите дека им треба да имаат обврска? Во услови постои правилник и она што го предвидува законот. И од аспект на одржување на патиштата. И правилникот за одржување на патиштата, вклучително и правилникот за зимска служба, има начини на постапување. Ако видите секаде во регионот, во нашиот поблиско регион... Значи, ова беше мал снег. Не можеме да се споредуваме со сериозни проблеми со снег кои ги имаат другите држави. Па, ние не сме многу далеко од Србија и Бугарија. Видовме дека таму настане хаос и колапс исто во сообраќајот. Да, но снегот беше многу посилен. Не се согласувам. Како прво, како ретко кога, имаше континуирани и интензивни врнежи на целата територија на Македонија. И воопшто рекоа граѓаните, извинете што ве прекинувам, дека воопшто не виделе ниту едно возило како чисти. Не е точно, се вака да ви кажам. Како прво, екипите на Македонија Пат се распоредени од почетокот на ноември секоја година, така и оваа година, на 37 зимски пунктови на целата територија на државата. Екипите на Македонија Пат работат 24/7 буквално, вршат дежурства, вршат превентивно одржување на патиштата, посипување на абразивен материјал, сол и ризла за спречување на мрзнење и во случај на снежни врнежи вршат интервенции за расчистување на снежните намети. И сега прашањето, дајте да бидеме прецизни, зашто го знаеме. За да бидеме прецизни, моето прашање, колку возила има за чистење на снег? Во моментов 71 возила на Македонија Пат, од кои 67 се функционални, 4 се со помали или поголеми дефекти кои се отстрануваат во моментот. Добро, колку дополнително на тоа има 25 натоварни машини, 5 грейдери, 11 трактори, 8 снегочистачи. Так, еве го гледам списокот е пред вас. Кажете ми дали се потребни сепак повеќе возила и повеќе опрема? Сите овие возила кои ви ги наведов, изминатиот викенд, кога беа снежните врнежи, сите беа ставени во функција со целокупниот човечки потенцијал. Така, но моето прашање е дали беа потребни повеќе? Возила секогаш се повеќе и секоја година ние ангажираме и дополнителни возила од трети лица. За оваа година се побарани 110 дополнителни возила. Од кои трети лица? Од изведувачи кои се бираат во постапка за јавна набавка, кои работат заедно со возилата на јавното предпријатие Македонија Пат. Сега моето прашање е, наместо што барате преку јавни набавки, предпоставувам од приватни фирми, да, зошто државата не ги купи еве овие 110 возила за кои говорите? Тоа е моето прашање.
Кое е вашето прашање? Зошто државата не ги купи тие 110 возила? Сте барале ли, кажете Да, ми? сме барале. Сега ќе ви кажам. Вие лично сте барале и што се случи? Овој проблем во Македонија пат не е од сега. Не, ама кажете ми што се случи кога сте барале? Да ви од владата, од кого баравте? Сега ќе ви кажам. Ако ми дозволите. Она имаше еден мој пост на социјалните мрежи на кој опозицијата се повика, ова не беше првиот снег беше на 17-11, забавата може да почне. Истиот беше ироничен, меѓутоа за жал не е сватили иронијата. Забавата во Македонија пат за жал трае 30 години. Од овие 71 возило, што ви ги кажав, 2 специјални товарни возила, камиони за чистење снег, 20 се со старост до 5 години. Меѓутоа останатите се со старост повеќе од 30 години. Да, тоа беше моето следно прашање за староста. Ја временската дискрепанца на вложување и невложување во јавното предпријатие. Од овие не 25, 31 на товарна машина, дополнително годинава набавивме 15, 2022 и 2023 се набавени 15, од овие 31, 15 се со старост до 5 години, меѓутоа останатите се со старост над 30 години. Значи, колку возила вкупно има со старост над 30 години? Па со старост над 30 години, имаме 47 или 50 на камиони. Еве ви ги кажав возилата, поголемиот процент од возилата што се користат се со старост поголема од 30 години. Ајде сега кажете ми, ако се старост над 30 години, колку се најстарите возила? Па не можам да кажам прецизно, меѓутоа тука некаде 30 има возила и со 40 години старост, зависи од типот на машината. Некои градични машини има. Има пред 40 години? Да. И вие баравте да биде обновена оваа опрема. И што се случи? Во изминатите 5 години се работи на обнова на материјалните ресурси на јавното предпријатие Македонија пат. Набавени се 20 специјални товарни возила за чистење снег, набавени се 15 градежни машини, набавени се 17 полутоварни возила, 11 трактори за чистење на снег. Кажавте дека ви се потребни уште возила. Тоа ве прашувам. Значи ве молам, кажете ми. Тие уште возила бараат значителни финансиски средства. Пари нема. Пари нема. Сега моето прашање е, како е можно да има пари за зголемување на платите на функционерите, 78%, и вашата предпоставка, вие сте функционер? Да, меѓутоа мојата плата не е оплатена, не е зголемена. Добро, значи на останатите, да имаат автомобилите да се менуваат на секои 2 години, да се купуваат со лизинг, а да нема пари за вакви основни работи. Видите, ова прашање кој во Македонија пат се поставува 30 години. Јас ви кажам, единствени вложувања во јавното предпријатие Македонија пат биле пред 30 години и во изминативе 5 години. Добро. Треба поголеми вложувања, да. Ова прашање што го поставувате е прашање до сите политички гарнитури. Дали и како дошло? Вас ве прашувам. Дали и како дошло до зголемување на платите на функционерите? Дали било со обезбедување на средства во буџетот, дали со одлука на Уставен суд, тоа е веќе тема за политичка дебата. Вас ве прашувам, дали мислите дека тие пари што се даваат за функционерски плати 78%, за автомобили на секои 2 години се менуваат, дали е подобро да се вложат за овие неопходни работи кои им се неопходни на граѓаните? Не сакам да звучам политички. Меѓутоа, во изминатите 5 години државата има помогнато на Македонија пат. Има дадено 3 милиони евра. Одговорете ми на прашањето. Да, ќе ви одговорам. Има дадено 3 милиони евра за набавка на специјални товарни возила за чистење снег. Ама ве молам сега да не ве прекинувам. Дали е подобро парите, ве прашувам, дадени за функционерски плати зголемување и колите да бидат пренаменати и за пожарни возила, и за овие камиони за кои говориме, и за брза помош,
Тоа ве прашувам. Да, многу е подобро се разбира тие пари да бидат пренаменети, исто како што е подобро да бидат пренаменети за антикризни мерки, како што се најавите дека ќе бидат за помош на ранливи категории. Тоа е моето прашање. Меѓутоа, исто така, треба да кажеме дека доколку парите кои се искористија за Скопје 2014 и тие, ако беа пренаменети дел за помош на јавното предпријатие Македонија Пат, сега состојбата ќе беше далеку подобра. Да. А секогаш... Добро, сега за ВМРО не владее. Пари за јавно добро, па затоа ви ја кажа временската дискрепанца на вложување во јавното предпријатие. Како јавно предпријатие, сами се ги заработуваме своите средства. Ние сме само финансирачко јавно предпријатие. Средствата не ги користиме од буџетот, туку од ситуации, односно од програмата која носи јавното предпријатие за државни патишта, ставките кои ние ги работиме, по сработеното, по верификување од нивните надзорни органи, нивните инженери, ситуираме спрема нив и тие ситуации ни се исплаќаат. Парите за возилата можеме сами да се ги заработиме, да ги исплатиме од сопствени средства, само треба да се најде соодветен механизам гарант, бидејќи јавното предпријатие Македонија Пат, за жал, поради ситуациите во изминатите 30 години, пак ќе кажам, забавата во ова јавно предпријатие трае 30 години. Работи во тешки услови, со обврски големи спрема доверителите, со рамка за извршување и обезбедување на економски оператори кои ќе испорачаат возила на одложено плаќање, ќе мора да биде на одложено, со толкава сума е тешко. Меѓутоа со соодветна гаранција, со парите што ние си ги заработуваме со сопствени средства, можеме сами да си ги набавиме потребните возила. Па зошто не ги набавите? Бидејќи ни треба соодветна гаранција од јавното предпријатие за државни патишта или владата, дека тие пари ќе се исплатат. Немате гаранција? Треба да се направи, да се најде формално правен начин како таа гаранција ќе биде обезбедена за да економскиот оператор што ќе ги испорача возилата на одложено плаќање ќе биде сигурен дека истите во текот на годините ќе му бидат исплатени. Еден мал снег и создава вистински хаос во Македонија. Граѓаните се жалат дека воопшто не се чистат патиштата. Вие велите дека немате ингеренции врз поранешното предпријатие така Македонија Пат, но вие како центар за управување со кризи, тогаш каква обврска имате за да ги спречите ваквите кризи, каде што со часови се чека, се блокирани возилата граѓаните? Преку нас оди координацијата на сите институции, но нашите, да кажам, координативни сугестии не се задолжителни. Односно, благодарение на бројот 112 ние имаме влезни информации. Граѓаните кои што беа заглавени низ патиштата, еден дел од нив се јавува на 112 и пријавува каде патиштата не се проодни. Но ве прашувам сега во моментов за непроодните патишта. Ако вие немате ингеренции, дали има доволно возила, специјални возила за чистење на снег, немате никакви ингеренции. Тогаш како се управува со кризите, е моето прашање. Пред повеќе од еден месец имавме координативна средба во врска со престојниот зимски период. Добро, и на таа координативна средба имавме информации дека сите институции се подготвени за снегот. Но очигледно не биле подготвени. Исто како и граѓаните. Свесни за жал овој пат граѓаните се секогаш виновни. Не, како, зошто секогаш виновни граѓаните? Никош не се виновни. Па велите дека и граѓаните. А каде видовте дека јас ги обвинувам граѓаните? Па сега рековте. Јас имам летни гуми на мојата кола и вие имате се уште летни гуми. Сакате да кажете граѓаните има нема сменето. Најголемиот дел беа затекнати со летни гуми. Јас лично зборував со неколку лица кои што беа на терен со зимски гуми, на ниту едно место возилото не иззастана. Значи граѓаните основниот проблем не граѓаните. Но некои од граѓаните Ја не реков дека граѓаните се виновни. Не чекате само малку. Ама не, ова не е точно како граѓаните се виновни. Граѓаните се топ. Го кажавте тоа, само да ве прашам. Не, ама не некои од граѓаните, извинете, некои од граѓаните велеа дека не е точно, дека имаат зимски гуми. Тоа е моето прашање. Добро, тоа не е доволно затоа што имавме камиони со летни гуми кои што се попречуваа на патот, ќе се извртат затоа што ќе пролизгат и од нив не можеше да се чисти ниту патиштата не може да се чисти. Да, невозможна е многу понатаму невозможна е контрола. Во моментов кога дојде до првите
задржување на снегот, полицијата го сопре движењето на тешки товарни возила. Но оние кои што веќе беа навлезени, да кажем, на превоите, мораше да го продолжат своето движење. Некои од нив не го почитуваа. Само да ве прашам, невозможно е контрола да се прави врз летни зимски гуми? Возможно е. Ако ваков хаос Не, се по создава заради по тоа. закон луѓето се должни да имаат или зимски гуми или летни гуми, но и ланци во гепек, за во случај на потреба да ги стават. Но па прашувам дали контролата... Овој снег оддалеку беше да мора некој да става зимски гуми. Едноставно количината на снег беше мала, но снегот се задржа на коловозите. Не, околу контролата ве прашувам. Тоа прашање ќе го Невозможно патите е. до Мавара, не можам да ви одговорам, не знам. Да. Добро, имавте работна идеја, владата имаше работна група за системот на кризи и вие требаше да ја предводите таа работна група, членови требаа да бидат експерти, пред 2 години беше овој состанок и владата ја промени оваа одлука, тогаш кажавте во интервју за 25 минути, за мене непознати причини. Сега оваа работна група оди во Министерството за одбрана, но таа не функционира. Не, таква работна група функционална нема. Во овој момент професорот Маријан Ѓуровски, како дел од Министерството за одбрана, е ангажиран од Министерството за одбрана да направи реформа на системот за кризен менеджмент. Но нема. Нешто што според мене е абсурдно, бидејќи ако некој може да понуди реформи на системот за управување со кризи, тоа се непосредните лица кои што го работат овој систем. Дури и јас како директор не би си зел таква слобода да ја кажувам на луѓето како треба да биде реформиран системот, затоа што во 2005 година, 2004 кога се правени реформите и кога е одбран овој модел, исто го правеле врвни професионалци. Овој модел е функционален, но има одредени слабости. Со одредени корекции на овој модел може значително да се зголеми функционалноста и ефикасноста на системот за управување со Но кризи. сакам да кажам, со години всушност се планира работна група да се направи и не е направена сега. Јас се едноставно повлеков, затоа што Да, вие иницииравте. имаме еден професор кој што се сомневам дека до оган бил најблиско ако правил скара некогаш и едно се книгите, едно се законите. А кој професор? Маријан Ѓуровски е ангажиран регуларно, но официјално. нема велите искуства. Јас борам за оган. Па се сомневам дека се соочили со проблеми со снег, со поплави и така натака. Нам ни е доста од теоретичари. Јас, Стојан Ангелов, сум противник на теоретичари. Треба луѓе кои што се разбира има теоретски познавања, Професионалци. но и познавање од праксата. Да. Ние во многу области имаме супер закони, но во реалноста тие не се функционални. Или не се почитуваат, или се неспроведливи. Ние можеме повторно да напишеме некој преубав закон кој што во јавноста ќе биде неспроведлив и ние ништо не сме направиле. Потребно е да се направи корекција на системот. Мојата идеја е многу едноставна. Двете постоечки функции, нивните двете постоечки институции, ЦУК и ДЗС, треба нивните функции да бидат обединети во една институција. Значи, не зборувам за механичко спојување на две недоволно функционални институции и да се добие една поголема, уште понефункционална институција. Функциите кои што по закон ги извршуваат овие две институции, треба да се обединат во една институција. На тој начин ќе се добие многу зголемен ефект и има еден сегмент кој што недостасува, но тој ќе го кажам понатаму. Не сакам и моите идеи туку така да ги крадат, но со минимални средства Никој нема да ги украде идеите. не ќе ја украдат и ќе ја напишат некаде. Види, многу е лесно идеите да се стават на хартија. Тешко се спроведуваат. Јас скапав на терен овие 3 години. А зашто да не ја Затоа кажете сум за толку, јавност? А зашто да не ја кажете за јавноста не јавноста? може тоа да го промени. Треба политичка волја. Оние кои што се на власт треба да одлучат кој ќе ги направи реформите. Има ли политичка Во волја? овој момент политичката волја Маријан да направи, професорот Маријан Ѓуровски да направи реформи на системот. А има друга варијанта, јас да ги направам тие реформи, директно кажувам. Во овој момент граѓаните може да кажат само свој став. Дали сакат Маријан Ѓуровски да понуди концепција за реформи на системот за управување со кризи или Стојан Ангелов или некој сосема трет? Референдум мислите да најдобро да се Не, направи? за тоа има избори. Аха. Граѓаните на избори кажуваат кому ќе му дадат довербата. Ви Зарем благодарам. не? Ви благодарам. за Благодарам. разговор.
Тактиката за справување со снегот во Европа и особено во Франција се менува. Пред да падне снегот, има превентивно солење, но откако ќе падне, тој веднаш се расчистува, а за да се оди побрзо на автопатиштата се расчистува само една коловозна лента. По големата снежна блокада од пред неколку години, сега зимските гуми се задолжителни за сите 4 тркала во Германија. Во Франција исто така зимската опрема е задолжителна, но само во планинските региони како во Алпите. Политиката за одржување на патиштата има за цел, од една страна, да им понуди на корисниците на националната патна мрежа задоволително ниво на удобност и безбедност, вклучително и преку задоволително одржување, во што се подразбира и зимската служба. За автопатиштата кои се доверени на концесионери на одредено време, тие се истите задолжени за одржување за замена за наплатата на патарината. Другите патишта се одржуваат од државата, регионите или департманите кои инвестираат во машините кои се наменети за тоа. Се случува чистењето на снегот да биде препуштено на изведувач од приватниот сектор, додека за градските улици најчесто се тоа градските служби со возила кои се повеќе наменски, кои тие самите ги купуваат и одржуваат. Како на пример, можеме да го земеме Парискиот регион, каде од 15 ноември до 15 март се воспоставува организација и средства прилагодени за третман на зимски феномени, снег и мраз, односно зимска одржливост. Во тоа се вклучени 74 зимски сервисни машини за солење на патиштата и стружење на снегот, 16.300 тони на сол како залиха на почетокот на зимскиот период, инаку во текот на зимата 2019-2020 година всушност били искористени само 4.410 тони. Доста интересен случајот со расчистувањето на снегот на Кол де Лисеран, што се прави во пролетта. Всушност, во одредени области снегот во Алпите може да достигне висина од 10 метри на патот, а за тоа се потребни алати кои тежат меѓу 13 и 35 тони и кои чинат околу половина милион евра за една машина. Deux fraises qui avalent la neige et on a un gros chargeur également qui vient déblayer. Donc on a trois engins sur ce secteur-là avec une équipe de 4 à 6 personnes. Се разбира, расчистувањето на снегот во Алпите е од животно значење за нивниот зимски туризам. Слично и со премата на спасувачките противпожарни сили, која имаат и улогата на брза помош организирана на департманско ниво, односно административна територија голема колку четвртина од Македонија. За споредба за извршување на своите мисии, спасувачката служба на департманот Сена и Марна се подпира на вештината од 4807 пожарникари, од кои 1302 се професионални. Таа управува со опрема од повеќе од 900 возила, распространети на 78 локации, односно касарни, со годишен буџет од повеќе од 186 милиони евра. Тој се финансира од локалните власти пред се од департманот, меѓу општинските придонеси и се разбира од своите лични приходи. Мишел Вајло, председател на департманот, Тарни Гарона и председател на противпожарната служба од тој регион, му ги предава клучевите од возилата за спасување и помош на жртвите на полковникот Оливие Терон како дел од планот за модернизација на опремата. Il est toujours important pour un président de conseil départemental de soigner ses pompiers, si je peux me permettre. C'est donc avec une joie non dissimulée que je viens les mains remplies de cadeaux, en l'espèce les clés pour votre nouveau VSAV. Comme j'ai eu l'occasion de le signaler à plusieurs reprises, depuis ma prise de fonction au mois de juillet dernier, il m'importe que les sapeurs-pompiers bénéficient des moyens liés à nos ambitions et surtout aux nombreux défis auxquels ils doivent faire face. Je vous signalais que je ne venais pas les mains vides, je tiens mes promesses. La nouvelle caserne est sur les rails, le terrain est connu, le département a délibéré et obtenu l'accord de toutes les parties, protagonistes de ce dossier. Tout est en ordre et nous attendons sereinement la délibération de la ville de Косад. Et nous avons très bon espoir d'ouvrir cette caserne en 2024. Подобрувањето на работната опрема е важен улост за поефикасна организација на интервентните центри, како и за намалување на професионалните ризици.